Ивица Томовски утре се застанува со адвокатскиот тим за да поднесе тужба по серијата обвинувања на СДСМ дека неговата семејна фирма добила милионски тендери од државата. Тој во тема на денот демантираше каква било поврзаност со City Outsourcing, компанијата која добила тендери во вредност од 5,3 милиони евра. Апсолутна невистина. Компанијата Татком е собственик на таа компанија на самиот почеток до 2022, кога ВМРО ДПМН и ние сме во апсолутна опозиција во тој момент. Кога јас влегувам во круговите на повисоката политика, ја продаваме, односно оттуѓуваме компанијата, ја оттуѓува Татком и не јас, повторно да напоменам, Татком, и од тој ден навака јас немам никаква собственичка структура, ниту мој близок има собственичка структура во оваа компанија. Двата клучни аргументи врз кои што опозицијата ги темели обвинувањата за Томовски се дека неговиот телефонски број е контакт за оваа фирма и дека неговите татко, зет и внук се вработени во истата. На ова Томовски возвраќа дека телефонскиот број не е во собственост на фирмата, туку дека е негов и дека никој од неговото семејство не е дел од компанијата City Outsourcing. Со сегашната City Outsourcing вие немате никаква деловна, кадровска, роднинска, пријателска, кумовска или не знам каква врска. Некако. И тоа, ево, вака јас би ја повикал исто државната комисија за спречување на корупција, обвинителство, сите да покренат случај и би ги замолил, доколку може тој случај брзо да го решат, би ги замолил врз основ на нивните можности и само на тој начин јас можам да ја докажам мојата невиност. Томовски не гледа ништо спорно во донацијата од 8.000 евра во 2021 година во неговата матична партија, во период кога неговата партија е во длабока опозиција, а тој не е на никаква државна функција. Директорот на Созара не ја исклучува можноста да е целно оркестриран удар на СДСМ, откако Мицкоски најави кадровско освежување во ВМРО ДПМН напролет, заедно со реконструкцијата на владата. Томовски потсетува дека не е прв пат СДСМ да го напаѓа за коруптивни тендери. Предходно го поврзува и со фирмата Преторијан, која го доби тендерот за обезбедување на државни објекти. Жалба беше испратена и до ДКСК, но антикорупционерите одлучија да ја отфрлат. За овој случај Томовски вели дека заштедил 30 милиони денари. Габриела Лескова, Сител телевизија.